боле курат кога е влогма. Значи јас кога сакам тогаш ќе си објавам видео. Значи јас имам мој распоред, мој си е каналот. Ако јас не сум успеал да привлечем или ако не сум успеал да довлечкам некој гледач на мојот канал, тогаш кој кур ти коментириш? Поздрав на сите дечки, лак со вас, ние денеска снимаме ново видео на каналот. После толку долго време, конечно одговараме на вашите хейт коментари, односно на нивните хейт коментари, пошто не ми се сите хейтери, нели? Во видео никога пат немам правено, секој пат сум правил читање хейт коментари или реагирање на хейт коментари. А ваден ќе биде одговарање на хейт коментари. Пардон што сум таков вол. И чисто пред почетокот на овој видео се извинувам доколку има пцујајне, реиџајне, нервози, трескајне тука, може да падне и камерата со здробе. Але нема врска. Во поздрав ќе добие во тука. Доколку сакате и вие да бидете поздравени, се што треба да направите да му заследите на Instagram Лаки Царе, уште 20 followers ми фалят до 4100, мора до нова година, до 1 јануар, освари до 2021 да стигне 4100 followers. И да не одговлечувам многу, може да почнеме со првото хейт коментарче. Влогмас е секој ден од 1 до 31. Некога ќе ти текне на 6 декември ставаш Влогмас 2. Ха! Баки, слушај малце, значи мене ме боле курат кога е влогмас. Значи јас кога сакам тогаш ќе си објавам видео. Значи јас имам мој распоред, мој си е каналот. Ако сакам ќе укрстам Влогмас 2, ако сакам ќе укрстам Кур по чело 3. Заш го копираш муџа? Баки, ако ти се облечевиш у фармерки и у блуза и носиш там некој сникерс, некој патеки од, шо знам, од 50 евра, тоа не значи ти копираш некој модел или слично, као си се облечевиш како што сакаш, мислам како што ти одговара. Така да и јас си снимам на мене како што ми одговара. Не мора да значи ако шо знам, ако Nike прават дуксери и Adidas ако прават дуксери, зашо го копираш Nike? Мислам као нема смисла да тајам, та молим не ус такви глупи коментари од пиперки, мислам ми излеат од ушините од нервоза. Па ти бе брат си бил будал од сега, не ти се смета, сори, ама ти си бил за бардовци. Да кажем ти не сватих, али за такви кои тебе не писмени прво би и поштил основното по втор пат да узавршат. Опа, ти го копираш Ставре. Он почна да снима лайвови и ти почна да снимаш лайвови. Он почна да снима видеа и ти почна да снимаш видеа. Значи сега кој копира? ВТФ. Прво, мојот прв лайв беше сниман, ке имате тука скриншот. Најпрвиот лайв, уште имах колку 300, 400, 500 суба, шо знам колку суба имах. Значи не копирам јас од никој, ако е веќе се лафе за копирање на лајвове, тогаш сите од мен почнаа да копират лајвове. Јас бех единиот македонски јутубер што меѓу првите почна да сниме лајвове. Значи меѓу првите. А можда и каналот ме е порано отворен од Ставре, макар што не знам. Абре, човек, крени на работа 2 месеца и ќе си избереш пари, не биди глуп. Баки, тие 2 месеца што ќе искарам јас 400 евра, јас тие пари на YouTube ќе ги искарам с 5 лајва. Значи не сакам да се расправаме, да не ти докажам, ти можам. Го продаде татти за компјутерот. Во, некој тежок богородичанице. Го продаде татти за компјутерот, ама ако и така не та сакше, го спаси човекот од мъкте секој вечер да пие диапазам. Биди писмен. Само тоа ти оттам. Или барам, ако веќе коментириш, научиш шо како да работи. Intel i9 9900K, усетек е 26.999 денара. Дај веќе ако додаваш од цените од газо, малку пореален нека биде. Баки, ако по хепи цена усетек е 27.000, а да го земиш без картичка ти е 30, тогаш не можеш ти на мен да ми кажеш шо и как и тоа и во. Значи јас чисто знам, лично, персонално ти бех со моите и купувах и знам и шо и как. Значи не можеш ти на мен да ми кажеш. Јас там бех на лице место. Сакате да бидете јутубери, а ништо интересно не правете. Те фейк пренкови, те глупости невидени. Воопшто, значи да се нема идеја как да го насмеете народо, как да го привлечете да дојде на вашиот канал. Така не бива ништо. Ќе си копате уместо. Прво, ако јас не сум успеал да привлечем или ако не сум успеал да довлечкам некој гледач на мојот канал, тогаш кој кур ти коментириш? Значи ти си некак влезел на моето видео и си коментирал. Без причина ти не можеш да влезеш на моје видео и да коментираш. Едино ако не ти се хареса, дислайк on subscribe и спадне бате, ако си веќе уопште субскрайбнен. Ако не и него уклучи видеото бе. Мислиш ма боле курат за твојот преглед. Човеците јахти изкупие други на месечината се качи, он плаче се лигава как дете у пубертет за еден скапан компјутер. Ха, абе ај легенда е това детенце. Баки, прво ќе ти кажам, биди малце по-писмен, та знам многу одамна, значи одамна лижиш кур по друисте,
лишиш гъс да кажем на тие што са со поголема популарност, а ние што сме као помалечките јутубери, ни јадиш од курут, така да не би си замал за право да ти се спротиставам, заради тоа што има една добра стара, не се кари uz глуптот, ќе подлегнеш под нивно ниво. Човече, дали ти си македонец? Не се вика лафење, се вика зборување. Ало! Баки, в Македонија има, шо знам, нема факи за збор, сега ќе ти истражувам бате манапа. Градови во Македонија. Во земјата официјално има 34 градови кои според бројот на жители се класифицираат на 3 групи. Од нив 5 се големи, 18 средни и 11 мали. Има 34 града. Македонскиот јазик според поделбите на некои дијалектолози брои околу 27 дијалекти. Значи пуши, може да ми го iscicиш само, е тоа може да се кажа. Значи има 27 дијалекти и секој си лафе на свој посебен дијалект. Как што кочани може да викат думам, как што струмица може да викат говорам, как што скопјани може да викат зборувам или охригајне немам врска, така и гивгиличани може да викаме лафат или лафум. Така да ти не можеш на мене да ми се мешаш в дијалектот, сигурно јас не сум го измислил тоа збор. Абе селанец се збори скопски, не те разбирам. Прво, не мора да врегиш, иако сум од Гевгелија, од град као има деца што се селани од села и као би се навредили доколку би го прочитале во коментар. Второ, не значи ти ако сум од село или од помалечек град и не смеам да лафам на свој дијалект. Јас си го ценам својот дијалект и сакам на свој дијалект да си лафам. Така да ти не можеш на мене да ми замеравиш. Анџак си дојдан на оваа канал, ако му свати. Нема свати, знам, тоа е мој дијалект и нема да му сватиш. Не сте музичари и не сте добри за пеење. Морате да признаете. Океј, секој си има свое мислење. Дај жити мене да се собереме да им донираме на деца во ваква болест ретко видена. Ако е ваа болест ретко видена, тогаш дај ми некој лек да можам да се излечим од ваа болест, или едино, ако мислиш што ти нели сум болен од ваа болест, или едино та молам не коментири повеќе на мојот канал за да и ти не бидеш заразен од ваа болест што ширум јас. Треба да се оттргнеш од болеста, така ли? А не треба да му замариш тука со твоите гнида коментари. Каде е енергијата, бре? Каде сте се потрудиле, се гледа малку енергија, треба жика како да не бил вечеран славо. Не сватих, бате. Баки, биди по-писмен да ти ебам. Текст 10, flow 0, bit 0, mix master 0, енергија минус 100 кога да не сте спијани една недела. Ова беше за дистрекот на Гейпи. Барам за енергија, за flow, за бит, за такви работи не можеш ти на мен да ми кажеш, заради тоа што песната беше искрено, дистрекот беше искрено добар. Не лагам да почнувам драми и глупости, само ќе ти кажам, не секој има право да лафе за тоа што не се разбира. Прво, секој има право на свое мислење, али не е убаво као да давиш свое мислење ако не си запознаан убаво со нештото што сакаш да го искоментириш. Не имаш потреба, бате. Само позитиво се вика каналот, не е во ред волку да кринџате. Баки, прво поледни си го името на каналот, после тоа јади, земи тука 3 цигомна, што сакаш прави. Значи, прво, ако мислиш ти оти са кринџиме, јас имам уште 8500 души позади мене, што не мислат така. Така да мене ма боли курцар ако јас се кринџим. Ти си влезал на мојот канал и ти си ма гледал как се кринџим. Оти бе, некој друг не мислат се кринџим, као тие што име нешто, као секој пат љубоморните, што љубоморат на нечи успех знаат да искоментират као ти си така, ти си вака во тоа. Ајде бе, Лаки, толку пари даде, земи една камера да ја во мајка му. Царе, значи дадех 2100 евра за компјутерот. Ама не значи да ти имам пари и за камера. Значи да го исплатиме компјутерот и негде 2021 летото би требало да земеме камера. Можда и последен хейт коментар. Некад стварно многу глупости кажуваш, особено ова за децава сам што играат. Малце хипокритично од твоја страна да коментираш на тоа што правата, се жалите вие што снимате дека многу ве хейтат, оти сте снимале на YouTube. Баки, YouTube ти е платформа што во 2021 век може и да го замене YouTube. Може и да замене телевизијата. Заради тоа што веќе нема што нема на YouTube. А таа самп глупа, како да кажам, GTA San Andreas мултиплеер што графикте и коти Roblox да таа евам, на можеш ти да ми кажеш што ти е нешто посалам од YouTube као. Нема поента, царе. GTA 6-ката ќе испаднуше малце, ти ми викаш самп да играм и да снимам. Мислам као са кринџите бе да, многу кидарски самп да играеш. Преслабо игра да таа. Као нема смисла, ма разбираш. И тоа е тоа за ова видео, дечки. Доколку ви се допадна, оставете лайк, коментирајте хештег LuckyArmy да влеземе во рекомендет. Браво, кој рекомендет, цар, 300 views имаш на видео. Да ви ебам мачкавците, да ви ебам, за тоа ли влеавте бе? Немам што повеќе да ви кажам, а ние се гледаме во наредно видео утре, а до тогаш оставете лайк бе, марсолькавци не ви.